Имате големо искуство, најквалификувана сте. Тазе сте мажена, без деца. Значи ќе раѓате? Па да. Фала, ама нас ни треба некој што не планира деца наскоро. Проверете го Волтеров, изгледа кај краде. Пријем. Што нас ме и самоца? Што носиш у неколку девојче, педерче едно. Скажи ми кај ти реков така? Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. 3 пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото 58 издание поред на емисијата Мој термин, во која што денеска имаме гостинка со која што ќе разговараме токму за ова видео кое и пред малку го видовте, која ни е само иницијална каписла за нашата тема која се однесува токму на кампањата за заштита од дискриминација, каде што се вклучени особено и фокус е ставен на сексуалната ориентација и родовиот идентитет, но сепак кампањата се однесува на заштита од дискриминација врз сите основи. И токму кампања која доколку минатата година беше посветена комплетно на национално ниво, овој пат фокусот се става на локалните и на локалните општини, каде што во соработка токму со локалните власти и ќе се зборува на таа тема, ќе се работат и трибини, но и дополнително ќе се извршува своевидно влијание токму за да се намали и дискриминацијата, со надеж дека може би исчезнала, но тоа ќе разговараме со гостинката, но и не само тоа, туку и да се направи законска регулатива или некаков протокол според кој што и ќе се води заштитата од дискриминација врз сите основи со фокус на сексуална ориентација и родовиот идентитет. И токму ХЕРА заедно со коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници ја почнуваат оваа кампања, официјално ја започнаа од денеска, одржувајќи пресконференција, а како и зошто и од каде се тоа потекнува, ќе разговараме со Драгана Дандаревска, координаторка на проектот од ХЕРА. Добар ден и добро дојдовте. Како сте, Драгана? Супер сум, фала ти, Огна. Може ли ти да преминеме, нема да ви пречи, не? Ќе биде чудно ако разговараш, вие ми се обраќаш. Добро, гледачите можеби не знаат дека се знаеме приватно, затоа не можам да си дозволам поинаква комуникација. Ајде да почнеме скрос од почеток. Кажав дека оваа кампања 3 пати мери еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај, односно доколку е праведно, доколку е вообичаено, не значи дека е праведно. Е продолжение на она што се нарекуваше за нација без дискриминација. Да. Може ли да завлеземе во тоа, нема да завлегуваме толку во резултатите од нација без дискриминација, но потребата сето ова да се пренесе и преточи во една кампања која би се однесувала конкретно на локалните општини? Да, така, Огнен. Минатата година направивме кампања под мотото за нација без дискриминација. Исто така се работеше за слична иницијатива како оваа година. Меѓутоа, за разлика од оваа година, минатата година работевме на национално ниво, каде што партнер ни беше Комисијата за заштита од дискриминација. Исто така и целта пред се на претходната иницијатива беше да се влијае на Комисијата за заштита од дискриминација поефикасно да постапува во случај на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Исто така минатата година, бидејќи Законот за спречување и заштита од дискриминација донесен 2010 година, се уште експлицитно не ја вклучува сексуалната ориентација и родовиот идентитет како заштитени карактеристики, односно како основи за дискриминација. Целта беше да се донесе протокол за постапување по кој Комисијата постапува во овие случаи, со цел исто така и да се мотивираат самата ЛГБТ и заедница да поднесува представки кога веќе барем со протокол како некаков интерен акт на Комисијата за заштита од дискриминација се донесе се определи дека истата експлицитно постапува и во овие случаи. Тоа сакам да прашам, значи кога зборуваме за протокол, за да може тоа да биде попластично објаснето на гледачите, станува збор за некаква законска рамка или пак тоа е само некаков интерен документ според кој што се раководи комисијата? Интерен документ, сега зависно интерните акти си ги донесува самата комисија. Конкретно овој протокол е донесен со одлука на Комисијата за заштита од дискриминација, така што тоа е интерен акт, меѓутоа исто така
исто така представува и политика на комисијата, представува и заложба на комисијата за да постапува по овие случаи. На жалост комисијата не може да донесува подзаконски акти, тоа го може собранието. Меѓутоа, ова го гледавме сепак како еден чекор плюс за застапување во насока на гарантирање на заштитата од дискриминација на ЛГБТ заедницата. За разлика од минатата година, оваа година решивме да работиме повеќе на локално ниво, односно да почнеме соработка со локалните самоуправи кои такако имаат надлежности во однос на заштитата од дискриминација, пред се согласно законот за еднакви можности меѓу мажите и жените, каде што веќе постои и мрежа на локални институции кои што имаат надлежности во однос на заштитата од дискриминација. Понатаму тука се и регионалните канцеларии на Народниот правобранител, кои што 6 регионални канцеларии во низ Македонија, кои што исто така имаат директна надлежност да постапуваат во однос на дискриминација, меѓутоа само во оние случаи кога сторителот на дискриминацијата е некоја државна институција, односно управата, општината или пак јавните предпријатија исто така. А имаме такви случаи за да може да се зборува за тоа? Во однос на сексуална ориентација и родов идентитет ме прашуваш. Каде што токму институциите се тие кои што вршат дискриминација. За жал не се пријавени. Имаме такви случаи, се документираа такви случаи и во коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, меѓутоа ретко стига до институциите пред се, затоа што самите жртви не веруваат дека институциите ќе им помогнат и дополнително затоа што се плашат од непрофесионалниот третман, односно нека доколку се обратат до некоја институција, истата институција ќе го открие сексуалната ориентација и родовиот идентитет на тоа лице. Особено тоа е проблематично во малите места каде што веќе сме имале такви случаи на насилство конкретно на транс луѓе, на транс лица, кои што понатаму полицискиот службеник збори малото дека ете тоа е транс. Прекажу тука се нарушува и самата приватност на личност, имаме дополнително кршење на законите. Во овие случаи обично ние во овие случаи тука го активираме Народниот правобранител, каде што Народниот правобранител има надлежност да постапува во вакви случаи и да ги заштити правата на транс лицата, бидејќи ЛГБТ лицата генерално, бидејќи им се прекршени од страна на државен орган, во случајот полицијата. Дали во подготовката на целата кампања, но и самите комуникации кои што ги имате, да речеме, со државните институции, во случајот ќе го земеме и Народниот правобранител, како што се и подрачните канцеларии, но и подрачните представништва на министерствата. Да, ги заборавив. Министерството за правда има надлежност во однос на обезбедување на бесплатна правна помош. Добро. Они имаат подрачни канцеларии, одделенија, речиси во повеќето градови низ Македонија. Важна е бесплатната правна помош затоа што истата го обезбедува пристапот до правда за граѓаните. Иако законот за бесплатна правна помош има премногу строги критериуми, па ретко кои граѓани ги исполнуваат тие критериуми за да добијат правна заштита, односно бесплатна правна помош. Меѓутоа, исто така дискриминацијата не е наведена во законот конкретно како правен проблем, меѓутоа пак жртвите од кривични дела, а дискриминацијата е исто така и кривично дело, им следува бесплатна правна помош, така што работевме и со Министерството за правда. Меѓутоа исто така има процес на промени на законот за бесплатна правна помош, бидејќи целта на истиот е да обезбеди пристап до правда, тоа за жал не го правеше до сега. Така што се надеваме дека ќе се поправи тука состојбата. Дали во целиот овој процес наидувате на пречки, да речеме, во соработката или во комуникацијата? Сега ќе се задржиме конкретно на државните институции, потоа ќе преминеме на локалните општини, да речеме, или во соработката со канцеларијата на Народниот правобранител, или во соработката со Министерството за правда и нивните подрачни представништа одделенија? Па добро, немаше пречки, ова се институции со кои што од старт почнавме да соработуваме и морам да кажам дека конкретно Народниот правобранител оваа година направи значителни чекори во однос на заштитата од дискриминација и воопшто заштитата на правата на ЛГБТ и лицата. Не само што соработуваше со нас на овој проект, потпише меморандум за соработка за основање на шелтер за ЛГБТ лица жртви на насилство со
ЛГБТ центарот, исто и коалицијата сексуални и здравствени права. Така што од народниот правобранител гледаме подобрување на состојбите, барем на ниво на искажување на волја, кој што, нели, доколку доаѓа од самиот народен правобранител, може да се смета за позитивен пример, позитивен напредок. Меѓутоа се уште немаме конкретно искуство за поединечни случаи на дискриминација, односно немаме пракса на народниот правобранител како постапува во случај на дискриминација или повреда на правата на ЛГБТ лицата. Тоа допрва следи да се тестира и да се види. Што е она што најчесто од вашето искуство од пракса и размената на искуствата од пракса кои што ги имате со, да речеме, народниот правобранител, е најчест пријавуван случај врз основа на дискриминација? Конкретно кога станува збор за ЛГБТ лицата, најчесто тоа се делата од омраза. Делата од омраза, било да е тоа говорна омраза или насилство. Да, бидејќи најчесто се соочуваме токму со омраза, да. Меѓутоа исто така и семено насилство, посебно за млади ЛГБТ лица кои што во процесот на откривање на својата сексуална ориентација или родовиот идентитет пред семејството се соочуваат со семено насилство кое што доаѓа од најблиските. И конкретно тоа се од прилика случаите. Понатаму како ќе одиме, се надавам напред и како луѓето ќе се осеќаат послободни да откријат својата сексуална ориентација и родов идентитет, ќе се соочуваме и со дискриминација или повреда на правата во други области. Иако досега еве имаме и документирано случај на бркање од работа поради откривање на сексуалната ориентација на некој лице. Во тој дел, дали законските рамки во Република Македонија дозволуваат, односно овозможуваат заштита кога станува збор за дискриминација врз основа на сексуалната ориентација? Законската рамка и како може да се подобри. Конкретно Законот за спречување и заштита од дискриминација во членот 3 ги определува основите за дискриминација. Како што кажав, сексуалната ориентација и родовиот идентитет не се таму, меѓутоа е отворена клаузулата. Законот вика и која било друга основа предвидена со закон или меѓународен договор. Толкување. Да, така што дефинитивно и комисијата постапува и судовите може да постапуваат по дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, меѓутоа потребно експлицитно да стои. Потребно експлицитно да стои со цел да се покаже политичка волја за да се заштити оваа заедница и за оваа заедница да добие правно признавање, односно да постои во некој закон. Дали постои политичка волја со оглед на тоа дека се наоѓаме во период каде што сме обседнати со само неколку важни прашања кои се однесуваат во Република Македонија по однос на политичките партии, дали има некаков слух кај политичките партии пред предвремените парламентарни избори? Верувам дека бевте во некаква комуникација со политичките партии за измена или за дополнување на оваа законска рамка. Да, јас се надевам дека барем оние политички партии кои што беа во опозицијата го имаат прифатено ова прашање и се надевам дека доколку воедно формираат влада, дека промената на Законот за спречување и заштита од дискриминација ќе биде високо на нивната агенда. Меѓутоа со претходната Да, добро, експлицитно беше кажан нивниот став, да. Да, нивниот став експлицитно го знаевме, на неколку пати го повторија, во неколку наврати дури и нивни министри, пратеници се служеа со говорна омраза кон ЛГБТ заедницата, односно дури овие провладиниве така наречени медиуми ја користеа сексуалната ориентација на поединечни активисти со цел да ги оцрнат. Дали има позитивни искуства или позитивни одлуки од страна на Комисијата за заштита од дискриминација кога станува збор за дискриминирање врз основа на сексуалната ориентација? Со Комисијата за заштита од дискриминација почнавме да ја тестираме воопшто како механизам што се вика пред да се основа. Добро. Така што имам искуство во работата со нив, меѓутоа тоа што направи проблем во соработката, не толку во соработката, туку во одлучувањето во овие случаи е промената на составот. Од 2015 година се промени составот на Комисијата за заштита од дискриминација и членови на комисијата станаа луѓе кои што во јавноста се познати како
сторители на дискриминација, луѓе кои што се користат со хомофобичен говор на омраза и не само хомофобија, албанофобија, исто така, Добро. етноцентризам, шовинизам, расизам, нареди ги. Така што можам да кажам дека ваквиот... Да, Драгана, само да ќе мора да направиме овде на пауза, бидејќи во моментот ќе вклучиме линк во живо, каде што изјава дава од Дуи Бујар Османи, одместо изјавата, па ќе се вратиме во студиото. Да може председателството да ја разгледа таа документација, односно тој предлог на закон и сите други прашања кои што се продукт на тие разговори, за да може полноправно да одлучи по оваа прашање. Значи, како што беше и во првата фаза пред 29 јануари, кога председателството разговараше по однос на подготвени документи, така и вечерва разговара по однос на подготвени документи координирани помеѓу работните групи на експертско ниво, се разбира и на политичко ниво. Кога ви се очекувала одлука нешто? Значи вечерва почнуваме со таа маратонска дебата, бидејќи сепак се работи за пообемен закон и пообемни други прашања, ќе се разгледува многу внимателно секое прашање. Така да не верувам дека вечерва ќе заврши оваа дебата, ќе продолжи и во наредните денови, кога ќе се исцрпи таа дебата, кога ќе се исцрпат тие аргументи, тогаш ќе може председателството да премине кон донесување на одлука. Таш jemi të fokusuar në zgjidhjen e kësaj çështje, e cila mendojmë se është shumë e rëndësishme për vendin dhe për qytetarët. Po bisedojmë për materialet të cilet janë punuar nga grupet e punës, mendoj se ajo është prioritet, kur do të përfundojmë atë proces, atëherë do mendojmë edhe për çështje tjera. Nuk mund të kofizohem me një afat kohor për shkak se do të varet derisa të zgjat debati brenda kryesisë. Ky debat i cili fillon sot nuk do të ndalet derisa të sjellët një vendim. Ashtu që do të fillon sot, do të vazhdon edhe nesër, varësisht në momentin kur do të shteren të gjitha argumentet nga të gjitha anëtarët e kryesisë, atëherë do të kalojmë në sjelljen e një vendimi. A mund na thoni cilat janë pikat për cilat palët kanë arritur marrëveshje dhe nuk duhet diskutohen? Unë kam theksuar paraprakisht se Bashkimi Demokratik për Integrim në koordinim me partitë politike shqiptare me të cilën kemi pasur takime në këtë periudhë, ka përgatitur një draft ligj për gjuhën shqipe, i cili është një zgjidhje optimale për mbylljen e një teme të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit. Ajo është çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe dhe alfabetit të saj. Ky teksti i këtij ligji nuk ka qenë, siç kam theksuar disa herë, çështje e negociimit në aspekt të tekstit, por në aspekt të pranueshmërisë. A është i pranueshëm apo jo? Grupet e punës kanë parafruar shumë qëndrime dhe kanë tejkaluar shumë dallime, natyrisht edhe kryetarët e partive, mirëpo kryesia qendrore është ajo e cila duhet të jep verdiktin final se ky dokument, ky ligj, a është i mjaftueshëm dhe a i kënaq pritjet e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe qytetarëve prej cilëve kemi marrë besimin me 11 dhjetor. Доколку председателството смета дека овој материјал е недоволен за донесување на одлука, се разбира дека има право да ја врати таа документација на повторно преговарање и разговори помеѓу работните групи на експертско и на политичко ниво. Тоа што работните групи сметале дека денеска председателството може да одлучи, ние тоа денеска ќе го процениме, ќе го анализираме и во зависност од тоа дали ќе сметаме дека е доволно или не, ќе донесеме таква одлука. Денеска дел од медиумите пишуваат дека вчера предлогот до ДУИ бил надополнет со введување на двојазични банкноти и емблеми на Арама и полицијата. Точно ли е така? Нема да коментирам по однос на конкретни детали од законот, меѓутоа и други прашања, затоа што сметам дека таа дебата прво треба да заврши внатре во председателството, па потоа се разбира и ќе биде јавноста информирана целосно во однос на целата процедура. Се разбира дека законот мора да помине низ собрание, така да тој процес е сосема транспарентен и граѓаните ќе бидат информирани за што се работи, меѓутоа ќе ми дозволите вечерва да не навлезам во детали од законот пред да заврши дебатата внатре. Përmendet vetëm çështjen e gjuhës, atë thotë se për disa gjëra tjera tashmë është arritur marrëveshje. Thashë që nuk do të hyj në detaje mbi atë se çka jemi dakurduar ose çka jo, do të presim që këtu të shteret debati brenda, pastaj do të informojmë opinionin në gjerësi për gjithë çështjet.
дека дали ќе донесуваме одлука за тоа дали ќе ги дадете 10 мандати поддршка за СДСМ да го добие мандат во председателот Иванов и Светло. Значи, јас од почеток сум кажал дека не може да се симплифицира процесот на давање на подписи на тој начин. Значи, ние водиме суштински процес на разговори и доближување на ставови по однос на платформите помеѓу двете политички партии. Поддршката на Демократската унија за интеграција е краен процес на еден договорен, на еден постигнат договор помеѓу двете партии. Така да воопшто не би ја извртел тезата на начин давање поддршка па потоа разговори. Значи ние сега разговаравме до сега, разговараме и сега на ниво на претседателството, доколку ќе сметаме дека тоа што е разговарано помеѓу групите е доволно, тогаш се разбира ќе дадеме поддршка, меѓутоа нема да го симплифицираме на ниво на дали даваме подписи или туку дали даваме поддршка на една заедничка платформа или не. А то тема сот хапен факт на мледиот круесиз, круесија да и дискутам. Групете пунос на нивелте експертве, по еден на нивел политик, кан прафруар чендримет на квадрото компетенца вече ка пасор групи и пунос. Мир по круесија чендроре është ajo instancë parti se cila duhet sjell vendimin meritor për çka më tutje. Ashtu që në këtë mbledhje do të hapen gjitha çështjet të cilat grupet e punës i kanë trajtuar në nivel ekspertësh dhe në nivel politik. Faleminderit shumë. Почитувани гледачи, тоа беше вклучувањето во живо од изјавата која што ја даде Бујар Османи од Демократската унија за интеграција, кој што во текот на своето излагање спомена дека вечерва работните групи ќе се координираат и ќе разговараат за се она што било разговарано и на средбата помеѓу лидерите на СДСМ и на ДУИ, Зоран Заев и Али Ахмети во текот на вчерашната ноќ. Всушност кажа дека ваквите средби на работните групи ќе потраат подолго време и дека веројатно ќе траат и цела вечер. Телевизија 24 можеби го тргна својот дел вести од своето име, но тоа не значи дека во секое време, во оној момент, во вакви важни ситуации нема да се вклучуваме во дадениот термин на програмата. Иако овој мој термин беше закажан за Драгана Дандаревска, сепак во мојот термин моравме и доктор да вклучиме, па затоа Бујар Османи го вклучивме, нели бидејќи по професија е сепак лекар. Петар Тодоров си. Да, тие со мојот термин, јас и Никола Тодоров. Во секој случај, само едно извинување до гледачите со оглед на обраќањата кои што ги имаше Бујар Османи на албански јазик, бидејќи станува збор за програма во живо, во моментот немавме можност да ви овозможиме превод од албански јазик на македонски, но генерално од моето штуро познавање на албанскиот јазик, одговорите кои што ги даде на албански беа секако вклучени во делот на одговорите кои што ги даде и на македонски јазик. Драгана, да си продолжиме, ние имаме уште 10 минути во нашиот дел. Само од режијата да немаме случајно гледачи на линија кои што би сакале нешто да искоментираат, да дадат коментар. Немаме, добро. Драгана, во делот зборувавме на Комисијата за заштита од дискриминација и позитивните искуства кои што ги има. Има ли некакви одлуки врз база на кои што како невладини организации можете да кажете супер, ова ни е одскочна штица која што можеме да ја искористиме дека имаме комуникација со Комисијата и дека одлучува правилно по однос на вашите представки? Па да, добро, кај Комисијата за заштита од дискриминација не можеме да збориме за конзистентност за одлучување. Првен затоа што и самиот состав на комисијата има различни, комисионерите имаат различни профили, различни убедувања, така што зависно кај кој ќе ти се падне представката, можеш да се надеваш на добар или на лош одговор. Така што комплетно не можеме да збориме дека ова тело нуди некаква правна сигурност на граѓаните, па знаеме како одлучувало во претходни случаи, па да претпоставиме како ќе одлучи во слични случаи. Меѓутоа имаме од нив позитивни примери, имаме примери кои што утврдуваат дискриминација. Конкретно годинава, веќе тоа го спомнав, го добивме и од нив и најпозитивниот и најнегативниот пример на како треба да се постапува. Позитивниот беше каде што комисијата донесе мислење по представка за дискриминација врз основа на родов идентитет во пристапот на добри услуги, односно транс лице не му беше дозволено уште во 2014 година да влезе во базен.
Комисијата освен што утврди дискриминација, исто така во препораката утврди надомесна штета, што во досегашната пракса што имаме прв пат утврди надомесна штета и при тоа на сторителот му се закани дека доколку не ја исполни обврската, не постапи согласно препораката, ќе поднесе иницијатива пред надлежен орган за да ја утврди одговорноста на сторителот. Така што на овој начин навистина бевме пријатно изненадени затоа што комисијата постапи согласно закон и уште повеќе мислењата на комисијата не останаа само едни правно необврзувачки препораки, него изрази сериозна намера да го мониторира спроведувањето на препораката. Од друга страна пак имавме еден ексцес на председателот на Комисијата за заштита од дискриминација, каде што постапи конкретно по извештај од Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, која што во својот извештај утврдува хомофобичен говор на омраза, ако не кај кој, освен кај Миленко Неделковски шоу. И место комисијата да постапи по овој извештај како по представка, председателот на комисијата сосема самоволност и напише едно писмо во кое што ги искористи сите можни аргументи и што држат вода, повеќето што не држат вода, со цел да го одбрани најверојатно и својот пријател Миленко Неделковски. А другите членови на комисијата? Другите членови после нашата реакција на ваквото мислење, еден од членовите на Комисијата на заштита од дискриминација се огради. Од истото е соопшти на јавноста дека ова мислење всушност не е донесено во согласност со Законот за спречување на заштита од дискриминација, бидејќи истото председателот самостојно го донел, а законот предвидува они заеднички да одлучуваат, односно председателот на комисијата не е шеф, не е на другите комисионери, него само е прв меѓу еднаквите и он нема право сам да постапува во однос по представки доколку не се консултира со другите. Добро. Од режијата мислам дека ми даваат знак дека имаме некој на линија. Добро вечер, ќе кажам кому. Добро вечер. Јас се извинувам што ме почекавте малку повеќе, но Ништо, нема никаков проблем, Огнен. Да, повелете. Поздрав до тебе и до гостинката. Благодарам. Драго ми е што се отвори ваква тема со ваква гостинка. Так. Повелете. Имам да поставам некое прашање. Ајде. До сега се питам се. Во коментарот што го даде вашата гостинка, би сакал да поставам вака неколку прашања. Ајде, повелете само пократки за да имаме простори за другите теми. Да, сигурно ќе видам кратко. Повелете. Дали сметате дека за социјалците знам дека ќе се сложите дека се дискриминирани? Добро. Дали ќе се сложите дека и пензионерите кои примаат мизерна пензија, ако имаат 15-20 години, то таа изнесува негде помеѓу 8,5-9 денари, двајца работат, взимаат 16,000 денари, а гледаме денеска на вести дека просечна плата од Завод за статистика изнесува 23,000 и таму неколку стотини денари. Машала се покачува. покачува. Дали вашата гостинка смета дека и тие не се дискриминирани? Так, а да не зборуваме за други групи како што се малцинства кои живеат во Македонија. Так, добро. Благодарам. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Да не случајно некој чека на другата линија и потоа да си продолжиме со гостинката. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Видете вака. Под дискриминација не се подразликуваат само овие работи. Изнесени на... Да, па затоа има напишано вклучувајќи ги и. Ето, ја не сум слушам. Так, повелете. Да, вие сте на линија, господине, вас ве слушаме. Да, вие сте, повелете. Кампања за заштита од дискриминација. Да, вклучувајќи ги и. Разбираат многу нешта. Национална спајање. Така. Се знам централото. Само ќе ве замолам малку и побрзо, ако сакате, бидејќи времето ни тече. Дали сте се уште на линија? Да.
веројатно не можеме да воспоставиме понатаму комуникација. Благодарам на гледачот што се јави, но да, во целата приказна затоа и токму е така наведено дека кампањата за заштита од дискриминација врз сите основи, вклучувајќи ги и сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Да не сакаш случајно да дадеш Драгана коментар на првиот гледач или? Не, ќе искоментирам затоа што претпоставам дека гледачот ми се обрати. Тоа што он го прикажа како проблема, тоа се ниските примања на пензионерите, е повеќе прашање на социјална правда. Мислам дека имаат терминот дискриминација премногу вака ни стана разговетен, така што не можеме да ги демократ, така што не можеме конкретно да ги дефинираме работите кое што е. Мислам се работи, секако се работи, тоа е прашање на социјална правда. Тоа е исто така многу важно прашањето на сиромаштија. Меѓутоа во овој случај не се работи за конкретно за дискриминација. Кај дискриминација мора да го имаме она разлика, односно различниот третман. Мене и тебе нели различно не третираат. Мене затоа што сум женско, нели како што вика спотот не ме примаат на работа, а тебе те примаат затоа што да. Па добро, јас не можам да реагирам веројатно затоа сум како се вели тоа, по поволна состојба, да речеме за одредено работно место, бидејќи ако жената, како што видовме и од спотот, планира да раѓа, а на фирмата не им треба некоја таква, ќе се изразам, тогаш е автоматски дискриминирана. Дали токму сите овие прашања кои што ги споменавме се фокусот на самата кампања која што ја започнувате од денеска на локално ниво? Да, кампањата освен што се фокусира конкретно последната сцена и насилство во училиште кон дете кој што има различна сексуална ориентација и родов идентитет, сепак кампањата се фокусира и на родовата дискриминација, особено при вработувањето и на дискриминацијата врз основа на социјален статус. Што исто така е доста видлива и во училиштата, во училишните средини. Токму тоа и слоганот на кампањата, кој нешто е вообичаено, не значи дека е праведно, затоа што кај нас во Македонија е сосем нормално, дури и поттикнато поведение да некој е наследен према дете кое што има различна сексуална ориентација и родов идентитет. Или барем им делува дека им делува така перцепирана сексуална ориентација. Меѓутоа исто така е нормално и жените да се отпуштаат од работа која ќе во моментот кога работодавачот ќе дознае дека се трудни или планираат да имаат деца. Токму затоа слоганот е, кампањата е повеќе насочена кон општата јавност да се научи да препознава дискриминација. Практично сензибилитетот да се... Сензибилитетот, затоа што овие поведенија нас не се толку секојдневни и нормални, што веќе сме ги прифатиле и не сме научени како проблем. Не ги воочуваме како проблем и не сме научени да се жалиме и да бараме правда пред институциите. Добро, имаме веројатно уште еден гледач на линија да вклучиме, бидејќи немаме многу време, ќе вклучиме уште едно јавување, па ќе се надоврзиме понатаму со она што остана. Добро вечер. Ало? Да, добро вечер. Добро вечер. Андреја, вие ли сте? Да, најкомпетентната особа која треба тука да збори. Так. А поздрав до Драгана. Да, благодарам. И со Андреја почна тука во Македонија. Дали се сеќава Драгана? Андреја Јакимовска од Тетово, дали се сеќаваш на неа, бидејќи... Дали се сеќава дека се со Андреја почна? Да, дека се со Андреја почнало, практично во однос на трансродовата комуникација, веројатно. Па да, може најверојатно и така. Добро, Андреја? Да, ја го кршам мразот со мразокршач. Да, тука никој ништо не знаеше, тука сите беа на облаци живеа. Така да, кога ме нападнаа со нож, во болница кога не ме пуштаа, беше пријавено, мислим Драгана кажа дека не било пријавено, то пријавено, едното дело е во Страсбург. Така да, тука малку направи лапсус во изјавата дека не биле пријавувани и настрани. А мене само едно не ми е јасно како до сега никогаш не искочија невладините со пресконференција да искочат да кажат да имавме нападната особа со нож, а невинниот другар беше убоден. Замислете, никој не одговараше. Сега ќе треба, кога ќе се смени власта, тие работи да се обноват, да некој одговара. Затоа што не може за некого да биде мајка за некого макија. Значи, што треба сега?
Ја да носим нож со мене, пиштол, да се браним, да убивам. Андреја, ми пишавте на Фејсбук дека вие сте биле тоа трансродово лице кое што не го пуштиле на базен. Да. Ја ги снимав со камера. Так. И пријавив таму, кај што требаше се. Так. Добро. И дигнав раце, реков нема ништо да има тоа и се изненадив. Да, ја ги пријавив. А нешто беше тоа болно. Што на истиот базен продаваа карти малолетни деца, кои требаше тие истите да одговараат за злоупотреба на малолетен труд, кривично дело, замисли. Кога би се ишло на суд. Значи, ја ги снимив, ги обработив, значи, она сварно професионално им кажав, ве снимам, еве ви камера, свето, значи, све алибирано, значи, и у болница ги снимав. Так. И Андреја... тој Миноски, нешто кажа, немало дискриминација. Так, Андреја, дали е нормален или мозокот го чувал на тест, на тостер? Да, ќе морам да ви се заблагодарам тука и искрено ви благодарам што се јавивте, затоа што немаме веќе време за емисијата, имаме уште еден гледаш на линија, само да му оддадеме почит кон јавувањето. Добро вечер. Или немаме. Добро. Тука, само Драгана за крај, ме интересира кампањата, бидејќи споменавме за она што е срцевината на самата кампања, каде, во кои градови ќе ја спроведувате, тоа да го споменеме, за да им дадеме и почит на тие кои што се нафатиле практично да... Да, кампањата спроведуваме заедно со општина Струмица, општина Штип и општина Куманово. Тоа се општините кои што прифатија да соработуваат со нас. Меѓутоа, кампањата ќе се емитува и општина Титово и во општина Битола. Меѓутоа, исто така ќе се емитува и на 3 национални телевизии, од кои едната и албанска телевизија, така што претпоставувам, односно се надевам дека истата ќе има ефект кон позитивен ефект кон јавноста и ќе придонесе кон зголемување на пријавувањето на дискриминација. Драгана, јас ти се заблагодарувам за гостувањето, ти се извинувам за прекинот кој што го имавме по однос на... Но бидејќи сите сме во очекување на составување на влада, мораме во секој момент да дадеме предност токму на тоа. А да, кога разговаравме, рече, ако сакаш можеме и да ја продолжиме емисијата. Не. Имам дома да си. Ти благодарам, Драгана, за гостувањето и се гледаме во следна можност и со успех на кампањата. Чао. Да. Не, почекај си да се одјавиме, почекај, да не ти искараат од решија дека се заминала. Поштовани гледачи, јас вам ви се заблагодарувам за вниманието со кое што не следевте, а ние ќе имаме секако емисии кои што ќе бидат посветени токму на истава проблематика или тематика, за да не го представуваме тоа како проблем, а во наредниот период, така што ќе имаме и доволно време и за да зборуваме за подеталностите. Ви благодарам за вниманието, останете со 24 телевизија, во продолжение следуваат вестите во 19 часот, а јас и вие се гледаме повторно во утрешното издание на Мој термин. Во очи ќе се дружите со колегата Јован Ѓорговски, за да што рековте дека сакате да го видите повторно, па ете да ви ја исполниме и желбата. Пријатно и добро време.